Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ Канал Одвис. Наш гостин на програмата на ТВ Канал Одвис е Илија Даов од Здруженијето Јога Сурија Сонце од Струмица. Добро вечер и добре дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, добре ве најдов. Поздрав до гледачите на ТВ Канал Одвис. Повод за овој разговор е 21 јуни, а 21 јуни е Светски ден на јогата. Во рамките на одбележувањето на овој ден ќе се случат повеќе активности. Зборува за тоа како ќе биде одбележан овој ден и колку дена ќе биде одбележан. Малку предговор, Да. како, например, 2013 година беше прогласена за година на јогата, и тоа по долгогодишна успешна работа на Министерството за јога од Индија. Тие покрај тоа што имат разни министерства, имат само Министерство за јога и со самото тоа дава голем значај. Следната година, 2014 година, во декември, едногласно во Обединетите нации, пак како резултат на работа на истото министерство, едногласно со акламација, значи е донесена одлука да се прогласи летната рамнодневница, тоа е 21 јуни, како Светски ден на јогата, во смисол придобивките од практикувањето на јога како зачувување и одржување на здравјето на целокупното население на планетата. Така. Ако е тоа рамнодневница, јас размислувам во смисол некаква рамнотежа. Јогата има повеќе видови на рамнотежа. Рамнотежа, така, допирни точки можеби е тоа. Секако. Така. Секако, но тоа е веќе од областа на енергетскиот дел од јогата, бидејќи тој ден, ноќта и денот се изедначени. Така. Сонцето дава многу енергија на растителниот свет, на животинскиот свет, а исто така и на луѓето. Така. Прашањето ми беше на кој начин ќе биде одбележан ова година, 21 јуни, Светскиот ден на јогата? Значи, од 2015 Јога Сонце Сурија од Струмица, Македонија, морам да нагласам, го одбележуваме Светскиот ден на јогата во рамките на нашите можности и се разбира локално. Но после моите настапи на Европската јога федерација организираше 2 симпозиуми. Јас имав 2 теми. Тие го препознале интересот од моите теми и од Центарот за јога од Индија, кои исто така соработуваат со Европската јога федерација, не поканија. Бидејќи таму е зародишот, нели, на јогата. Таму е излезено, така. Да. Можеби треба да посветиме една друга емисија. Зошто да не? Зошто баш од Индија, и зошто баш се смета дека неколку илјади години, повеќе од 5000 години се практикува јога, зошто е тоа така и така натаму. Но тоа е друга тема. Тоа е тема за друга емисија. Така. Тие не поканија да учествуваме на прославата на Светскиот ден на јогата, кој ќе се одвива од 18 јуни до 26. И тоа е наречена недела на јогата, светска недела на јогата. И се разбира, прифатив, бидејќи тоа е своевиден легитимитет на тоа што ние го работиме како јога и е препознаено од светската јога
да кажеме, заедница, но исто така и од центарот каде што се продуцираат, каде што се произведуваат наставен кадар, учители, јогисти, тренери Така. и така натаму. В сабота, значи сабота 18 овој месец ќе се одржи тој трет поред симпозиум, нели? Јога симпозиум или конгрес? Не, тоа е само прослава Прослава. прослава, но за Јога Сонце Сурја, за нашето здружение е многу важно, бидејќи тоа е трет меѓународен настап. И ќе учествуваме помеѓу 150 земји од цел свет. Има најава за 112 досега учители, инструктори и тренери. И бидејќи сите треба да добијат одредена минутажа, ние имаме 15 минути меѓународно представување со практични јога асани или јога вежби. Така. Велите ние имаме. Кој тоа ние? Дали покрај вас учествуваат? Зборувам за целокупното членство за сите практиканти, Така, бидејќи Така. успехот е можеби на тој што го пробива патот, Така. но успехот е заеднички на сите практиканти. Добро. Спомнавте учество на два претходни симпозиуми кои поради пандемијата од корона-19, од COVID-19 се случија онлайн и овој пат ќе биде онлайн, така? Прославата? Бидејќи е физички неизводливо Така. да не соберат од сите 150 и неколку земји да не соберат на едно место, и попрактично е тоа да се одржи Ајде малку за онлайн. околу искуството од тие претходни два симпозиуми на кои бевте учесник. Што донесува како искуство? Како искуство донесува соработка, да кажеме, веќе комуницирам со повеќе инструктори, учители од цел свет. Да ги нагласам председателот на Европската јога федерација Амадио Бјанки од Италија, Рим, и подпредседателот Јадранко Миклец од Загреб, Хрватска. Значи, со консултација со нив, значи, тие ме насочуваат каква тема да одберам, или јас ќе кажам неколку наслови, па на тој начин се одредува со која тема ќе настапиш, но имав многу интересна тема од два дела, бидејќи материјалот е голем и беше ограничено на првиот симпозиум беше на 60 минути, вториот беше 45 минути, Така. теоретско излагање. Темата беше јогата не е спорт, бидејќи разликите помеѓу спортот и јогата се евидентни и видливи. Во спортот секогаш има надпревар со некого, или надпревар со време, надпревар со тежина, во зависност кој спорт е во прашање, а додека во јогата можеби пак има некаков надпревар, но е со самиот себе. Значи, Тоа сакав да кажам, ви го земавте зборот, така? Да. Или може ли да се каже јогата е нешто повеќе од спорт? Слободно можеме да кажеме дека јогата е повеќе од спорт, но колку повеќе, тоа зависи од самите практиканти или од самиот тој што практикува, затоа што јогата налага, освен практичните вежби кои се насочени, кои се пропратени со соодветно дишење, значи имаме освен тоа и практика за посебни техники на дишење кои се работат само како дишење. Така. Тој оддел се вика пранајама. Имаме техники за опуштање, кога веќе зборуваме кога дојдовме до таа тема, значи исто е како кога одите на некој стручен хипнотизер и вие му се препуштате. Така. И тоа е, според мене, ако хипнотизерот не е толку успешен и стручен, е многу опасно. Така. Слично е и со опуштањето и медитацијата, затоа што не можете да си дозволите било кој
да ве води. Разликата помеѓу хипнозата и медитацијата е што во медитацијата вие сте свесни за тоа што се случува. Така. Таа е разликата. Добро. Значи, на овој начин, само да завршам со реченицата, на овој начин Центарот за светска йога од Индија и Европската йога федерација дават одреден легитимитет на нашата работа со тоа што не покануваат да учествуваме на разни манифестации од светски ранг. Тие симпозиуми помина и за вас претпоставувам многу значат и можеби заради тие теми што сте ги обработувале таму со кои сте настапиле на тие симпозиуми, доаѓа логично поканата да бидете дел од она што ќе се случи на 18 јуни. Така? Секако, да. Да. Што е тоа што малку поблиску да ни доловите што е она што ќе се случи на 18-ти? Овој пат нема да биде тематско, така? Овој пат ќе бидат само практични вежби Добро. И во 15 минути значи еден концепт од се вика за подигнување на енергијата, неколку серии од сега ако ги нагласам, йогистите ќе ги препознаат. Имаме марџари, ваџрасана, випарита карани, вирабадрасана. Значи тие се имиња називи на асани, на вежби, кои ја подигнуваат енергијата во човечкото тело и вие секако дека после практикувањето се осеќате многу поразлично, исто како, например, нешто што ви прави радост. Понекогаш изразувате желба на некоја патека или брег да се истрчете некои 10 или 20 метри. Значи, секој час од йога представува радост за телото. Така. Кој како ќе го препознае, но во секој случај физиологијата на телото и ендокринолошката рамнотежа ја дават радоста. Така. Јас се надевам дека од ова ќе помине онака како што посакуваат и организаторите и вие како учесник. Има ли и други учесници од Македонија? До сега, колку што контактирам јас со Европската йога федерација и со Центарот за светска йога од Индија, до сега нема. Ние сме единствени представници. Тоа е многу важно прашање, затоа ви го поставив, за да се знае дека Илија Даов котира многу високо во тој свет на йогата, нели, во Европа и во светот. За мене е поважно да меѓународното признание на мојата работа во йогата го препознаат практикантите и да се чувствуваат безбедни и во насока дека тоа што го работиме е исправно и со добробит за телото. Ако заклучивме дека овој трет собир на йогисти од практиканти или не, како ќе му дојде учители по йога, нели, од целиот свет, е резултат на претходните два симпозиуми на кои сте биле, тогаш се поставува прашањето што понатаму, бидејќи пред да влеземе во студиово, најавивте учество на уште еден симпозиум кој ќе се случи овој пат во живо. Ајде зборува за тоа. Тоа не е симпозиум, ами светски йога конгрес. Конгрес, добро. Се одржува 3 дена, 11, 12 и 13 ноември во Германија, во еден многу голем центар. Има самиот йога центар во Германија има 110 инструктори. На едно место. Кој знае колку практиканти има? Па тука опфатат. Сигурно имат многу. Така. И на тој светски конгрес прифатив воркшоп од 90 минути. Тоа е теоретски дел и практични вежби, но темата исто така им се допадна на организаторите. Темата е како да ја приближиме йогата до младите. Се мисли на младите луѓе, не на децата. И
концепцијски ми е така замислено да имаме вежби во пар, значи се вика партнер йога, и ќе има и самостојни вежби. Супер. Од тука се поставува прашањето на вистина колку младите пројавуваат интерес за йогата овде во Струмица и во Македонија, да кажеме. Во Македонија И каква е да направиме една компарација, каква е ситуацијата во светот на тој план? Во Македонија контактирам со мои колеги кои се инструктори во други градови. За практикантите немам точни податоци, но во Струмица гледам дека младите кои од љубопитство истражуваат по интернет, има сега многу на интернет, многу податоци, помеѓу другото и за йогата, и пројавуваат љубопитство дали тоа ќе им одговара. Некои од нив остануваат верни практиканти, затоа што забележале дека тоа е баш за нив, одговара. Има и практиканти кои ќе дојдат, да кажеме, месец-два или си викат ајде да пробам уште еден, па и 3 месеци доаѓаат и после се откажуваат. Но тоа е според мене сосема логично и нормално, не може секој тоа да го работи. Може би причината за тоа е тоа што веќе на интернет има разноразни како да кажам примери. Се учат странски јазици, се учи, не знам, како да се готви преку некои апликации таму на интернет. Веројатно има и такви работи, нели, како се вежба, утринска вежба и така натаму. Да. Веројатно има такво нешто и за јогата. Колку е тоа опасно, за разлика од тоа да се учи јога од вистински учител. За време на ова 2-годишна пандемија, и јас имав онлайн часови, помеѓу, да кажеме, вистинскиот час во живо, го пренесувам и онлайн за луѓето кои или не се физички близко, не се во Струмица, или пак поради ограничувањата од короната не доаѓа, но од дома беа учесници. Така. Нивните зборови се воопшто не е исто. Апсолутно. Значи, онлайн часот и часот во живо се разликува по енергијата. Апсолутно. Прво, инаку имав практиканти и се уште имам онлайн практиканти, тоа се наши луѓе македонци кои живеат во Швајцарија, во Луксембург, во Финска и во Германија. И имам и од Скопје некои практиканти кои онлайн посетуват, но кога тие доаѓаат на живо, многу е голема разликата. Прво, разликата е во местото каде што секој си има место и секогаш на истото место е. Околу тебе, луѓето, прво се создава колективна енергија и тоа е тоа што не можат да го препознаат кога се сами дома. Така. Веќе ќе привршуваме со разговорот. Она што ќе се случи на 18 ќе се случи, нели, тоа е некакво вид на одбележување на денот на Светскиот ден на јогата на 21 јуни, денот на рамнодневница, нели, како што веќе рековте. На кој начин овде локално ќе го одбележите овој ден? Имате ли некаков план, освен тоа ваше учество на тоа одбележување? Ова прослава е во рамките на Светскиот ден на јогата. Меѓународно настапуваме на 18 така. Во 10:45 така. Во физкултурната сала на СОУ Димитар Влахов. А самиот ден на рамнодневница, 21 јуни, во 5 часот, сите практиканти кои се во можност ќе дојдат на спомен костурницата Сомораница и кога ќе не огрее сонцето, да го поздравиме и да го прославиме Светскиот ден на јогата. Одлично. Господине Дао, ви благодарам за учеството во емисијава. Ви посакувам успешно одбележување на Светскиот ден на јогата и се надевам дека ќе имаме уште многу вакви можности да поразговараме
и уште многу поводи за вакви разговори. Благодарам. Ви благодарам секако дека ќе има и други теми. Така. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. До следното издание нова емисија. Довидување.